Благодарам. Има збор господинот Макрадулијани. Благодарам, почитувана подпредседателке. Си го кажа господин Малиша Станковиќ, болката си ја кажа и нормално се разбира, сето тоа е изврти и вистината. За волја на вистината, компанијата Фершпет ги има објавено сите акции и под 5%. Денеска имаме закон кој што е за честните, за европски ориентираните и оние што се спремни да се справат со корупцијата. Тие што ќе го поддржат овој закон се борат и за честност во работењето, и за поштеност, и за транспарентност, се европски ориентирани и сакаат да се спречи корупцијата во Македонија. Овој закон нема да го поддржат оние кои што се плашат од фамилијата и оние кои што од 2006 година наваму купи акции, ама не знаеме како. Денеска имаме предлог на Социјалдемократскиот сојуз, кој што е многу сличен со предлогот на Силвана Бонева за лустрацијата. Имено до 2006 година стана, или 2006 година стана МИТ година во Република Македонија. После 2006 година ништо не треба да се знае во оваа држава. После 2006 година граѓаните не треба да знаат Сашо Мјалков колку акции има и каде. После 2006 година Илија Димовски во 2007 кој купувал акциите ги купила, ама не знаеме каде. После 2006 Владимир Пешевски купил акции, ама не знаеме каде. И немојте, господине Малиша Станковиќ, да му убедувате дека овај закон не е добар. Овај закон баш ке видиме. Зошто? Например, еве, хипотетички, а може би вистина. Во Топлификација акционер има многу членови на ВМРО-ДПМНЕ. И зошто тогаш државата кога дава 4,5 милиони евра на Топлификација, а Топлификација дели дивиденда дека не е судирни интереси? Ако го прочитате добро како правник, Законот за спречување на интереси, Законот за спречување на корупција пишува да се објават колку акции, ама и каде. И тоа не е ради Азем, Петко и Трајко, туку баш за Сашо Мјалков, Илија Димовски, Илија Китановски, Владимир Пешевски и други. Зато е тоа смислено. Па добро, се извинувам, еве, Антонио Милошевски. Значи, смислено е тоа дека кога со одлука на влада ќе се даде пари во компанија во која што е акционер Владимир Пешевски или Сашо Мјалков, тоа треба граѓаните да го знаат. А не после 2006 година ништо да не се случува. После 2006 нема олигарси. После 2006 нема богатење. Единствено има страф од фамилијата и затоа ја давате лустрацијата да се справите со сенките од минатото, а не со реалноста во Република Македонија. Не е проблем на веб страната да ги објавувате сите луѓе кои што приватизирале општествен капитал, така? Дзинго бил во Русија, да речеме, во 78 година, се вратил, му се јавуваат од ДБК, абе Дзинго како беше у Русија, абе вака, така, стопанството, ова, она, добро, и го запишали у белешка. И сега? Што правиме сега? Ќе го објаваме на веб страната, дека кажувал информации? Ама овие што се збогатија сега, користејќи ги методите на полиција, на принуда и на се, тие ќе ги ќутите, а? Затоа што се плашите. Затоа што не смеете законот за лустрација да го направите да важи после 2006 година. Затоа што, ако ги погледнете сите акционери, помалце од 5%, ќе се изначудите колку членови на ВМРО-ДПМНЕ баш после 2006 година станале акционери во компании. И затоа овај закон не е нити за Азем, нити за Петко, како што рековте. Баш ова е закон за членовите на ВМРО-ДПМНЕ, кои што после 2006 година со крадење на народните пари купуваат акции во компаниите во Република Македонија и се наполнија како брод. Дел си купија брод, а дел го товарат бродот. И се додека овие акции не ги објавите помалку кои што се од 5%, се до тогаш ќе биде ова петно темно за ВМРО-ДПМНЕ. И може би ќе ви стигнат и еден детонатор, втор детонатор
од град во град видите, ама се додека не го решите ова, вие не сте спремни да се борите против корупцијата и криминалот. И затоа не ми давајте примери за Шведска и за Данска, каде што не постои случај на случајни богатења. И не постои случај каде што државата си ги одбира компаниите на кои што ќе им даде пари за помош. А при тоа членови на ВМРО ДПМН се акционери во тие компании. И затоа погледнете ги анкетните листови добро, тие се објавени. И погледнете колку членови на ВМРО ДПМН енормно го зголемиле бројот на акции, ама од кога дошле на власт. Пред 2006 не знаеле. Биле неуки. Не знаеле што била берза. Не играле. Ама тогаш случајно почнале да играат на берза. И денеска кога за секој милиметар од општествениот капитал колешката Бонева рони крокодилски солзи и да тие мора да се објавуваат на столбот на срамот или на столбот на вистината, се исто, или на зидот на плачот, вие ги криете сите оние кои што енормно се збогатија после 2006 година. И се додека го прикривате криминалот во сопствените редови, ќе се изначудувате како тоа 400 автомати нелегално прешле граница за една година. И ќе ни се чуди Министерката за внатрешни работи како 4 милиони евра случајно влегле во Република Македонија, па некој стопанисувал со тие и создавал пари и профит од тоа. И ги употребувал и за избори. Кога изборите во Источна Македонија во 2011 покер автоматите носеа гласови, тогаш би беа добри луѓето. И казанот на гордиот послушник од Кочани за правене ракија беше добар, може сте пробали од тоа. Ама сега кога се измешаа лончињата внатре, кога не стигнуваат купчињата пари горе по вертикала, сега ќе пуштиме детонатор. И затоа овај закон, реков, е добар за сите оние кои што сакаат Македонија конечно да се справи со најголемото зло, а тоа е корупцијата. И то корупцијата на народните пари. Тогаш, кога ќе го погледнеме секој акционер на тие во сите компании помалце од 5%, тогаш ќе ни стане јасно зошто некои компании упорно победуваат на сите јавни повици во Република Македонија. Тогаш ќе ни стане јасно зошто се прават и анекси, зошто некоја компанија нуди најмала цена на почеток, а потоа со анексите енормно си го зголемува богатството или договорот со државата. Само на тој начин, кога ќе видиме колку државата од народот што ги зима парите, ги дава на едни компании, во кои што се акционери, функционери и членови на ВМРО ДПМН, тоа е само доказ дали сме спремни или не да се бориме против корупцијата и криминалот. Затоа, почитувани колешки и колеги пратеници од ВМРО ДПМН, ајде конечно направете нешто добро за граѓаните на Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија вчера видоа дека трошоците на живот се зголемени за 1,4%. Најголемата придобивка, или како што вика ветување, што го исполнува премиерот Груевски, обемот на продажба на земјоделски производство и продажба на земјоделски производи е опаднат за 8,2%. Тоа го вели Државниот завод за статистика. Државниот завод за статистика века во регионот плаќаме најмногу мито. Лондонски економист вели дека сме најмизерна држава. Ние сме најмизерна држава, ама 5-6 луѓе од фамилијата кои што вие ги поддржувате, а вие знаете зошто го правите тоа, се богатат на сметка на сите мизерни граѓани, за жал, во Република Македонија. Денеска кога сиромаштијата расте и кога сакате да се пресметате со сенките од минатото од крајот на 80-тите години, кога Дзинго тргувал со Источна Европа и носел информација од Србија или не знам од каде, или раскажувал за што се случува таму, денеска вие молчите или ги затварате очи пред криминалот што се прави денеска во Република Македонија. Криминал што се прави на грбот на граѓаните, со нивни пари, за сметка само на 5-6 луѓе од фамилијата кои што вас ви го дале мандатот и вие безрезервно за тоа треба да им возвратите. Затоа, ако сакате
да не ви се случи некој детонатор и вас, што побрзо да детонираме оваа власт, тоа подобро. Благодарам. Благодарам. За реплика е пријавен господинот Станковиќ Малиша. Повелете.